Иницијатива за лиценцирање на училишните психолози за да детектираат насилство или други проблеми кај децата, најави министерката за образование. Ова следи по зачестените инциденти меѓу учениците. Лиценцирањето на психолозите ќе се однесува за целокупната нивна работа, нема исклучоци, а јас ќе заморам Комората на психолози да организира додатни обуки за психолозите, бидејќи некои учеле по нови програми, некои по стари и тренинг е секогаш неопходен. Градоначалникот на Скопје пак најави бесплатна психолошка поддршка за децата во сите средни училишта во главниот град од надворешен оператор. Оваа мерка треба да стартува за 15 дена. Орце Ѓоргиевски рече и дека ќе разговара со сите директори за да најдат начин да се забрани користењето на мобилните телефони додека трае наставата. Онаму каде што ќе има потреба да се користат и е во согласно со наставата и она што треба да се презентира тој ден, таму ќе биде, како што кажа министерката, со посебна дозвола овозможено од наставниците, а се останато би значило посветено учење за време на траењето на часот. Како мерка за спречување на врсничкото насилство во Скопје, градоначалникот најави дека ќе организира заедничка прослава на матурска вечер за учениците од сите средни школи со цел децата да се запознаат и забавуваат заеднички. Министерката рече дека веќе испратиле допис до сите училишта да се запази праксата само наставници да дежураат наместо ученици. По зачестените случаи на педофилија од страна на вработени во образовни установи, Јаневска ќе побара да се промени и зајакне приправничкиот стручен испит за наставниците пред да добијат решенија за трајно вработување. Александар Динев, Сител телевизија.